На 15 октомври битолчани на референдум ќе се изјаснат дали се за или против отварање на прифатни центри и создавање на услови за населување и интеграција на бегалци и мигранти на подрачјето на општина Битола. Со 15 гласови за и 9 против, на вчерашната седница беше изгласана ова одлука за распишување на референдум и изјаснување на граѓаните по ова прашање. На самиот почеток на седницата, советниците од опозицијата побараа на дневен ред да биде донесена точка со која ќе се донесе одлука дека Битола е против населување на бегалци и мигранти. Имено донесовме, односно предложивме точка на дневен ред за донесување на одлука која би гласела: Советот на општина Битола е против населување и интеграција на бегалци на територијата на општина Битола. На овој начин би заштедиле пари на нашите граѓани кои што би можеле да бидат наменети за многу поважни и понасушно потреби кои што граѓаните ги имале и ги имаат во овој период. Но ова реагира од владеачкото мнозинство кои посочија дека ваква точка е веќе донесена на претходната седница на Советот, кога, како што рекоа, советниците од опозицијата ја напуштија седницата. По однос на точката која што барате се стави на дневен ред, сметам дека е ирелевантна, бидејќи последната седница на Советот на општина Битола ние донесовме заклучок на кој што вие напуштивте седницата, не се изјаснивте, а точно го одговара прашањето кое што вие барате денес да биде поставено на седница на дневен ред. Јасно се изјаснивме против интеграција и населување на мигранти во општина Битола со одбивање на предлог стратегијата на владата на Република Македонија, на која точка вие напуштите седницата. Советниците од опозицијата реагираа дека со оваа одлука локалното мнозинство се обидува да го одвлече вниманието од локалните избори и има намера да наметне страв кај граѓаните. Единствената цел која сакате да ја постигнете е тоа да го одвлечете вниманието од она што ни следува во овој период, тоа се локалните избори. Ниту вие гајде за бегалците, и самите знаете дека ги нема, ниту сакате да го решите проблемот, ниту имате желба или немате желба нешто да постигнете. Единствената ваша желба е да го тргнете вниманието од вистинските проблеми кои ги има општина Битола и кои ги има во Република Македонија. Од владеачката коалиција истакнаа дека има потреба од изјаснување на граѓаните бидејќи тие одлучуваат за нивната иднина. Македонија досега беше транзитна земја и така треба и да остане, а не да биде земја во која ќе се интегрираат илјадници бегалци, велат од ВМРО ДПМНЕ. Ние денес имаме барање од граѓаните на Битола, од вашите гласачи, од нашите гласачи, од сите гласачи, од граѓаните на Битола за едно прашање кое е суштинско за овој град. Шо во иднина? Нема да дискутирам, но ве молам да расправаме по точката која е неминовно мора да се изјасниме ќе имаме референдум или нема да имаме. Ние сакаме да ги послушаме нашите граѓани, да ги удоволиме нивното барање и тука јавно и вие и ние да се изјасниме кој е за нивното барање. Дали треба да доаѓаат бегалци и мигранти во нашиот град. Референдумот е за собирање на дневно политички поени и доаѓа на иницијатива на ВМРО ДПМНЕ, а не од граѓанска иницијатива, велат советниците од опозицијата во Битола. Јас ве повикувам вас овде пред целокупната битолска јавност да кажете дека иницијатива за референдум од граѓани нема, ве молам, нема, бидејќи вие пробавте да се преброите, не успеавте да ги соберите потребните потписи, не ви веруваат граѓаните, и отидовте на полесниот начин за манипулација, односно денес имаме референдумот го распишува Советот на општина Битола по сопствена иницијатива. Ве молам, председателке, ова да му го објасните на битолската јавност, бидејќи нема иницијатива на граѓани. Председателката на Советот појасни дека Советот по барање на граѓаните го распишува референдумот, а дека согласно законот постојат два начини за распишување на истиот. Граѓаните со своји потписи, кои што во моментот се 4000, тоа од јавните гласила го имаме, сакат поднесо иницијатива до Советот, да Советот по собствена иницијатива распише референдум. Да, Советот по барање на граѓаните го распишува овој референдум. А јас во претходното излагање ви кажав и зошто. Заради тоа што заклучокот на овој Совет не беше доволен. Затоа ние денес не се изјаснуваме по вашата одлука, бидејќи ние таква одлука минатата седница донесовме. Сега ќе биде испочитувано барањето на граѓаните.
Граѓаните сакаат да се изјаснат, а вие овде веќе преудицирате како би се изјаснале. Не, граѓаните ќе се изјаснуваат за или против. Оставете ги граѓаните да си го кажат. Одлуката на референдумот на локално ниво ќе се смета за донесена ако за неа гласале мнозинство од вкупниот број на граѓани кои гласале, доколку гласале повеќе од половината од вкупниот број граѓани запишани во изводот од избирачкиот список за општината.